Беше и дила во здравството. Како до септември месец не излезе господинов да ги бара тие барања. Ја немаше да го формирам синдикатов. Наискрено ви кажу. Јас немаше да го формирам овој независен синдикат. Зашто претходно не стана? Немавме комуникации. Значи јас ги повикав и господинот Љубиша Карамфиловски и господинот на клинички центар. Луѓе, дај да седнеме, да направиме нешто за здравствените работници. Така беше, господине? Телефонски се слушнавме? Зашо да се договориме? Добро. Зашо да се договориме? Гледате, ваков однос не доликува на доктор, не доликува, личи на некој бодигард што работи. Немој така да се однесувате, без ке ве замолам. Немојте. Па зашо да се договориме? Нели ви се јавив, нели бевме во корелација, за да излеземе да правиме нешто. Ти што рече? Ја реков, возачите се најтешка категорија. А возачите го решивме. Ги забори, што која плата? Од 30.000 денари, под просечната плата, има возач. Во итна медицинска помош. Ти до вчера зборуваше дека во овој момент се една минимална плата, сега зборува под просечната плата. Јас сум зборал под просечната плата. Малку треба да ги пратите. Да ги пратите моите интервјуа. Да.